Добар ден, криптоентузијасти, во уште едно видео на истражување на коин, односно токен. Тоа е токенот Anchor Network, но нормално како и секогаш, само на кратко на почетокот ќе направиме еден вовед во однос на она што се случува на нашиот канал. Со тоа што нормално ова е видеото кое што го спремаме за вторник, еден ден порано. Практично вие веќе го имате погледнато подкастот кој што го снимивме со Криптофил, а не заборавајте дека од текот на утрешниот ден ќе имаме FOMC livestream, тоа е нормално The Federal Open Market Committee и пресконференцијата на Джером Пауел во однос на монетарната политика на Америка, каде што заедно со Гоце, како и секогаш, негде околу 8 часот, веќе ги почнеме со livestream, 8:30 почнува самата пресконференција, која што ќе ја следиме во живо и ќе нормално преведеме се прво во однос на оно што го зборува самиот Джером Пауел, ќе образложиме се во однос на тоа што образложува самиот Джером Пауел, и ќе одговориме така речено на сите оние, практично ќе ги образложиме сите оние размени на прашања со пресот кој што ќе биде присутен. Во четврток не заборавајте исто така уште еден лайвстрим, каде што тоа ќе биде првиот Пиперче каст официјално. Ќе разговараме на темата ВМРО, значи она вистинското ВМРО, не е ДПШНЕ. Петок не заборавајте истражување на коини, уште еден коин, тоа е Hyperliquid, Hype. Во сабота вториот Пиперче каст, значи оваа недела турбо, со тоа што нормално сабота со самиот ден кој што си го носи и своето значење и своето име, ќе разговараме за Илинденското востание и генерално за Илинден и неговото значење во македонската историја како најсветол датум. И недела ве оставам да одмарате, затоа што верувам дека овие теми кои што гледате ги обработуваме во текот на целата недела се на вистина многу. Значи повеќе од 1900 видеа, верувале или не. Како и да е. Само на кратко знаете дека наскоро доаѓа и нашето предавање во Минхен. Наскоро ќе има предлози и гласања за тема, што би била темата која што ќе обработиме на нашето гостување во Минхен. Со тоа што исто така од 1 август планираме веќе за некој ден да го лансираме така речено она како апликација која што ќе може да го најдете на настанот. Настанот може да го најдете прво на самата Facebook страна на Криптогемиџија. Овдека е буквално пинуван на самиот врв, тоа е овој настан, и наскоро, како што веќе кажавме, ќе има линк до местото каде што ќе може бесплатно да добиете карта. Затоа што има само 100 места, затоа и ќе мораме да направиме ова да биде со соодветна карта, за да знаеме точно колку луѓе ќе присуствуваат, да не дојде во ситуација да имаме повеќе луѓе од она што е дозволено во самата сала. Со тоа што ова е, како секогаш мораме да напоменеме, со голема благодарност и почит кон Македонскиот културен центар Илинден Минхен и Славков, и Леонтин Славков, кои што ни помогнаа да го организираме овој настан во Айнвелд Хаус. И ќе имаме нормално да не заборавиме и битни гости. Тоа ќе биде Bad Teacher Crypto, може би сте огледале, веќе гостуваше на нашиот канал, наскоро планираме повторно да го поканиме, и Александар, попознат како Радна скела во нашата заедница, искусен инвеститор, 20 ќе има своја презентација, така да очекувате дека ќе биде доста интересно. Ова ќе биде, како што кажавме, од 9 часот до трината до 1 часот по пладнето. Така да повелете бесплатно сите оние кои што се негде блиску до Минхен, без разлика каде се наоѓате во Германија, слободно дојдете и посетете не бесплатно на добра едукација и добро дружење на овој офлайн митап. Со тоа што повторно, како и секогаш, се тоа е организирано и финансирано од нашата Patreon заедница. Сите наши активности, активноста на каналот, нашите админи, се што гледате моментално, се е единствено финансирано од македонската заедница ширум светот. Оние кои што сакаат, нормално може да се приклучат на нашиот форум на patreon.com, тоа е Криптогемиџија форумот, каде што со мала чланарина прво ни помагате нас да можеме да продолжиме ова да го правиме што по-професионално и што поактивно, а второ добивате одредени привилегии. Односно, прво ќе имате пристап до сите наши чатови, каде што целата наша заедница споделува информации, едукација, се грижи за едноставно сите во самата заедница да имаат соодветни информации, едукација, одговори на прашања, буквално се што е потребно за взаемна соработка во оваа сфера. Дополнително имате пораки кои што доаѓаат директно до нас и ние ги одговараме еднаш дневно, како еднаш месечно имате лайвстрим кој што е организиран на Patreon, на Microsoft Teams за нашата Patreon заедница. Така да пак ќе напоменам, на тој начин ни помагате, можете да пробате да видите како да се биде дел од нашата заедница 7 дена бесплатно, слободно само најдете ја на Patreon.
А дополнително некој што има проблем затоа што многу луѓето се среќаваат со некакви технички проблеми во однос на банките и трансакциите кон патron заедницата, можете да уплатите со следење на овие инструкции и во крипто на годишно ниво со 20% попуст за да бидете дел од нашата заедница и на дното од нашата апликација на Patreon може да најдете нормално копче со кое што може да подарите членство на некој свој близок, да подарите едукација. Така да благодарам на сите оние кои што се веќе дел и кои што ни помагаат финансиски да го одржиме овој канал и да го унапредиме. Во спротивно, во секој од нашите видеа во дескрипција може да ги најдете сите овие информации, вклучувајќи линк до нашата Patreon заедница, линк до CryptoGaming кооперација, тоа е една програма која што планираме наскоро да разработиме повторно, станува збор за некои интересни рекламни материјали од нашиот канал. Ова е нашата добротворна програма која што наскоро ќе активираме за помош на Македониум проектот. Може би не можеме многу, но колку можеме ќе помогнеме за тоа што дечките се трудат на вистина македонската музика и на некој начин историја да се врати повторно назад на, да речем, младите генерации во Македонија. Повторно дека ги имате социјалните мрежи на нашиот канал, како и нашите резервни канали. Заследете ги посебно социјалните мрежи затоа што имаме многу повеќе содржини дополнително од она што го работиме на самиот канал, додека резервните канали ни служат каде што ќе можеме да ја зачуваме целата наша материја и дополнително ја објавуваме од почеток видео по видео на нови канали, како што во оваа ситуација тоа е Dailymotion, CryptoGaming, каде што ако сте малку касно, затоа што има повеќе од 140 видеа во нашиот напреден курс за техничка и фундаментална анализа, ќе можете да ги заследите од самиот почеток, така да најдете во Dailymotion, CryptoGaming, заследете го и на тој начин ќе можете да ги следите сите овие видеа од самиот почеток со цел да дојдете до таму каде што се наоѓа целата наша заедница и како и секогаш најосновната помош која што бараме од вас е like, share, subscribe и комент на нашите видеа со цел алгоритмите на овие, да речем, канали да ги споделуваат видеата со што повеќе македонци. На тој начин ни помагате да оваа материја стигне до што повеќе македонци бесплатно и на тој начин да им помогнеме со едукација, како во макроекономија, така и во блокчейн технологијата. Сега, денес, како што кажаме, ќе почнеме со Anchor Network, со тоа што како правиме анализа на еден коин, како го избираме, ќе објасниме генерално. Значи, на почетокот, како што знаете и сами, на нашата Facebook страна, најчесто може да најдете ваков тип на постови, на кои што бараме од ваша страна, да ни кажете кои потенцијално проекти би сакале да ги обработиме. Така да откако ги запишете овие проекти во коментар, ние ги бираме оние кои што веќе не се обработени и како блок од 4 нови проекти ги оставаме на гласање од ваша страна да ни кажете што потенцијално би сакале да гледате прво, така да на тој начин се обидуваме најдемократски да ги анализираме најголемите по маркет кап коини. И сега веќе кога имаме анализирано повеќе од 104 проекти на нашиот канал, продолжуваме со се помалите во овој нов bull маркет, на тој начин го намалуваме ризикот, луѓето нели да на некој начин како се движиме кон рисков сезона, да се запознаваат со помалите проекти кои што се поризични, но и попрофитабилни. Со тоа што сите досегашни проекти може да ги најдете во нашата плейлиста на YouTube, тоа е плейлистата на анализа на коини и токени, каде што може да ги најдете сите овие досега 104 проекти од криптосветот, анализирани целосно на македонски јазик, со цел македонската нација да може да се запознае со овие проекти на нашиот мајчин јазик. И нормално потоцна да ги надградите. Со тоа што како ја правиме анализата, која што постојано се надградува, тоа се 6 групи на прашања кои што треба да ни дадат една целосна основна слика на самиот проект. Со тоа што додаваме и нови, да речам, подпрашања кои што се повеќе и повеќе ни даваат појасна слика за самиот проект, меѓу кои последните кои што ги додадовме се менувачици на кои што е достапен real world asset токенизација, дали е застапен во ваквите процеси. Значи и понатаму ќе продолжиме да додаваме нови, да речем, категории по кои што ќе правиме соодветна анализа и уште подобро ќе ги објавиме на некој начин, ќе ги обработиме овие коини за вас. Сега, самиот Anchor протокол како проект, значи во однос на прашањата кои што ги одговараме, не очекувате да бидат одговорени по ред, но ќе ги одговориме сите во текот на ова видео. Првото прашање секогаш е апликација и практична примена на коинот, односно дали овој проект има други проекти кои што му се конкуренција во криптосферата, како и дали има проекти од реалниот свет кои што му се конкуренција во однос на оној проблем кој што се обидува да го реши. Категоријата во која што истиот се наоѓа е DePIN, децентрализирана физичка инфраструктура. Со тоа што интересно е тоа што во ваков тип на категорија како DePIN, поголем дел од овие кои што ги гледате предмети
се за најразлични решенија кога станува збор за ваков тип на децентрализирана физичка инфраструктура, технологија. Сега зошто го велам ова? Значи овдека може да најдете Helium, кој што е моментално нодови со цел да зрачат GPS на да речем бесплатен GPS на сите уреди кои што имаат потреба од Internet of Things, BitTorrent кој што се користи за шер на фајлови, нормално станува збор за пиратерија, но тоа е тоа. Само сакам да ви кажам дека секој од овие има најразлична цел. Filecoin кој што се занимава со децентрализирана меморија, Render кој што се занимава со децентрализирана процесирачка моќ која што може да изнајмите, и овдека нормално е и проектот кој што ја работуваме денеска, односно Anchor протокол кој што е мрежа на децентрализирани нодови за најразлични блокчейн мрежи. Тоа ќе го поразговараме малку подетално сега, но гледаме дека е доста долу и пак ќе кажам, оваа категорија конкретно е многу би рекол диверзифицирана и скоро и да не постојат проекти кои што се толку исти, да речем, во она што се обидуваат да го решат или во она што се обидуваат да го реализираат. Сега, идејата сама по себе, прво на самиот почеток, со тоа што за сега самиот Anchor Network нема свој блокчейн, тоа е дел нормално од прашањето така речено за токеномија, но овдека може да биде поврзано со самата апликација, односно тоа е уствари основата поради која што постои. Истиот представува ERC20 токен на Ethereum, уште од 2019 година, а исто така е веќе и компатибилен со блокчейнот на Binance, BNB, а подоцна ќе видиме и со многу други коини. Ќе видиме која е идејата, кога ќе стигнеме нели чекор по чекор. Сега јас побарав мало да речем поддршка во оваа ситуација. За наша среќа имаме многу добар девелопер тим. Ако се сеќавате, во оваа ситуација од сега ќе имаме би рекол поголема помош околу овие видеа, така да му благодарам на Дуле, нашиот резидент маткач, кој што ни помогна околу, да речем, подобро појаснување, затоа што во оваа ситуација структурата и би рекол процесот кој што го обавува Anchor е доста би рекол комплициран. Односно кој што може видите и сами во основа на оваа DePIN мрежа, односно инфраструктурна мрежа, е дека истиот нема свој блокчейн нормално, но има изградена дистрибуирана мрежа од сервери распоредени на 30, сега ова е нормално на различни блокчейни, оптимизирани да одговараат, сега овдека е битниот дел. Тие нодови не произведуваат блокови на сопствениот ланец, односно кој што кажеме Anchor chain не постои, наместо тоа синхронизираат јавни ланци на други блокчейни како што се овдека Ethereum, BNB, Polygon, Solana и така натаму. Сега, значи како што видовме, генерално след 15, но изгледа се и повеќе, ова е официјално за 15 Layer 1 за кој што обавува ваков тип на услуга. Односно, вие можете да креирате свој нод преку Anchor протоколот за овие блокчейни. Дури една од услугите кои што они ги имаат е токму тоа, да ви овозможат креирање на ваков нод во ваше име, практично и да ви го предадат како што успеав да забележам. Сега, ова е нивната основна страна, anchor.com, со тоа што можеме да видиме дека генерално не се толку големи како би рекол протокол, иако се доста време на пазарот, ова веќе име официјално би рекол втор цел bull market, со тоа што има 62 милиони total value lock, тоа е потврдено и со DeFi Lama и 24.709 стейкинг моментално клиенти. Со тоа што официјално на нивната страна можеме да видиме дека се застапени повеќе од 79 блокчейни. Сега, овдека може да ги видите сите кои што потенцијално се застапени во однос на правење на нодови, нели најразлични нодови, секој од овие блокчейни си има сопствен начин на кој што функционира, некои се Layer 1, некои се Layer 2, некои се паралелни ченови како Kusama на Polkadot и така натаму, но идејата е дека на некој начин нудат стратешка или би рекол техничка поддршка на овие блокчейни со креирање на нодови на истите. Една работа која што е за поздравување е тоа што има 99,99% uptime, што е еднакво на биткоин и ретко кој од блокчейните има волку голем и волку би рекол незапирлив, да речем, блокчейн. Пак ќе кажам, значи посебно кога овој блокчейн е веќе на пазарот 6 години. Сега, во однос на каков тип, значи се уште разговараме за самата апликација, еве како изгледа, значи chain list, сега овдека јас искрено да кажам право не сум треба да се зачлените така речено за да може да видите како изгледа. Ова е буквално каде што можете на некој начин да нарачате да ви направат сопствен нод.
Као што успеав да видам, преку оваа страна практично вие можете да едноставно влезете и да побарате да ви креираат нод на овие блокчейни што ги гледате. Овде, пак ќе кажам, доста напредно би рекол, затоа што дури начин на кој што имаше објаснето од нашиот development team од Дуле е, пак ќе кажам, доста би рекол стручен и стварно треба да имате големо познавање за да може целосно да го разберете. Као што можеме да видиме, значи веќе имаат собствени валидатор нодови, како на EigenLayer, знаете, тоа е оној втор леер на Ethereum кој што беше направен за liquid staking, Avalanche, Binance, Phantom, Polygon, Sui, Flare, Chiliz, eScale, Seller, Map, Xpla, не сум сигурен кој е, не е XRP и Vanar. Со тоа што како што може видите, веќе имаат и свој APR, во случај да сакате да направите стейк на некој од нивните делегирани нодови, значи тоа што може да ги погледнете овдека. И сега сакам да кажам дека они практично имаат свој валидатор нодови на сите овие мрежи и може да креираат за вас практично нод. Со тоа што е овдека не е само нод, туку они се така речено, како што можам да видам, компанија која што има техничарски, да речем, сектор кој што може да креира за вас се што ви е потребно. Односно, буквално целосен блокчейн може да креираат за вас, со тоа што они практично ја креираат, да речем, делот кој што е со програмирање, механички поврзување со некој од овие Layer 1 блокчейни, да едноставно не морате тоа да го правите, вие да работите само на така речено на козметиката. Значи идејата е буквално оној дел кој што е на некој начин најтежок и ви се потребни девелопери, они да го завршат за вас. Од тоа што јас успеав да разберам. И еве вака сега на пример, тоа е тоа што го зборувавме сега, потврдено и од нашиот development team, односно инфраструктура како услуга, тоа е IaaS, тоа е на некој начин втор тип на категорија, ја нема на CoinGecko, но тоа е идејата на ваков тип на мрежи, односно гледате и сами, продаваат практично нодови, каде што они го креираат за вас на овие 80 ламци. Така. Сега наскоро спремаат и Layer 1, за тоа ќе поразговарам малку подоцна, за жал нема многу информации за ова, освен тоа дека истиот е достапен на нивната страна, но за жал не знам колку пати пробав до сега и не можам да го покренам за да може да го видиме. Тоа е овој Neura Layer 1. Значи не знам колку пати до сега пробав на нивната страна во левиот чош, еве овдека може да го најдете. Само да видам каде беше, еве Neura. Значи тоа е нивниот Layer 1 блокчейн кој што го креира, значи очигледно и они се спремаат да имаат свој блокчейн, но за жал не функционира. Тоа е една работа која што ја приметив. Сега во однос на останатите услуги кои што ги кажаме. Една позитивна работа која што имаат е liquid staking. За оние кои што не се сеќаваат, liquid staking представува посебен тип на стейкинг во кој што вие можете да го заклучите вашиот токен, еве да речеме Ethereum, и да добивате во оваа ситуација, тоа би било на пример AETH. Односно за количината на Ethereum која што вие ставате по стейк и добивате 2,48% на годишно ниво, вие добивате така речено минтан токен на во оваа ситуација, нели, Anchor, пак би рекол мрежата, кој што понатаму може да го користите во целиот DeFi сектор на Ethereum, затоа што знаете сами дека матично Anchor е компатибилен и со ETH и со BNB блокчейните, а нормално и понатаму со сите овие останати кои што ги видовме, кои што се додадени на оваа мрежа. Зошто е тоа така? На пример, вие во оваа ситуација може да оставите вашиот Ethereum по стейк, да добивате 2,48% годишно стейк reward, а во исто време овој изминтан второстепен токен кој што ќе биде AETH, да можете на пример да го користите за било каков тип на други DeFi апликации на Ethereum екосистема. Истиот може да го користите како за lending and borrowing, да го дадете како колатерал, да позајмите за нешто друго, а замислете вие второстепено го користите истиот токен додека е ставен под стейк и добивате APY, така. Значи, тоа е она што на вистина liquid staking целосно го промени во нешто што традиционалните финансии не може дури ни да го замислат. И delegate staking, ова е GNO и Anchor каде што гледате. Значи за стейкинг на вашиот Anchor протокол добивате 2,87% така речено, нели, награда, со тоа што тоа е и годишната инфлација, 2,87, затоа што сите токени се пуштени во циркулација, затоа малку подоцна. Значи тоа е една многу интересна работа и така и започна. Значи идејата на Anchor на самиот почеток била токму тоа, да бидат место на кое што ќе може да правите стейк на сите ваши токени, да не морате тоа да го правите засебно за секој блокчейн на посебна апликација или пак на посебен тип на, нели, процедура преку вашиот cold wallet. Така да ова е доста интересно и доста паметно и еве можеме да видиме дека во исто време има и свој
тоа на страната официјална, значи ова е DEX, како што можам да видам, иако не е толку како DEX, колку што е како, да речем, услуга која што ја креираат за вас, каде што можете да ги променувате, да речем, токените едни во други. И сега ова е тоа што ви го кажувам. Гледате, AIT е уствари токму тоа. Доколку сте ставиле ваш Ethereum на стейкинг, вие добивате ваков тип на токени кои што понатаму може да ги користите за било што на различни мрежи. Погледнете, вие можете истиот овој AIT да го смените за тоа е Matic мрежата, AVAX мрежата, Phantom мрежата. Што значи дека вие овие второстепени токени, би рекол, кои што ги добивате ликви стейкинг, може да ги користите во DeFi дури и на, погледнете и сами, Matic, Avalanche и Phantom. Нормално сега е веќе Sonic. И пак ќе кажам, значи на овој начин вие добивате нешто што реално не можете дури ни да го замислите во традиционалните финансии, е невозможно, така. Со тоа што одека имаше и мост, само момент ќе стигнеме до таму, еве сега дека има DeFi, како што гледате и сами на нивната основна, да речем, страна и основен проект, да, тоа постои, ова се паровите кои што моментално постојат, тоа е ликвидноста преку која што вие може да промените, но за жал можеме да погледнем дека на поголемиот дел од токените или не е регистрирана или нема ликвидност. Затоа што гледаме дека само на некој од нив може да се види количината на ликвидност која што имате во овие базени, така. Со тоа што еве каде има највеќе ликвидност, во овие 5-6 токени и потоа гледате како на 1-2 токени на целата оваа мрежа има по некоја одредена ликвидност, што е многу лош знак ако мене ја прашувате. Затоа што кога имаме вакви парови, така, значи треба да постои ликвидност на паровите за да може да функционираат. Без ликвидност вие не можете ништо да замените, така. Гледаме дека функционира со различни протоколи. Погледнете овде дека имате од PancakeSwap, Curve Finance, значи можеме да видиме децентрализирани финансии на најразлични блокчейни. PancakeSwap е на BNB, Balancer е на Ethereum, потоа го видов Pendle Finance Ethereum, го видовме овде дека Uniswap Ethereum, нели исто имаат и свој блокчейн. Ако не сажам видов и некој, не знам каде е Gamma, искрено кажам, прави и овие се некои нови, но како што можеме да видиме, значи функционира, имаат своји базени, за жал немаат голема ликвидност или немаат ликвидност или пак не е регистрирана. Не можам да разберам, тоа е уствари totally locked. И мост, како што можеме да видиме, помеѓу овие стандардни блокчейни на кои што функционира, не се 80, ова се само layer 1, layer 2, Ethereum, Optimism, Avalanche, Phantom, Polygon, Mode, Blast, Scroll, Linea се уствари мостовите на кои што можете да ги пренесете вашите токени и Arbitrum. И ова е практично доколку сакате да имате свој валидатор нодови на Anchor. Да, имаат своји нодови и истите ги користат како... Знаете како, идејата е дека вие практично позајмувате компјутерска моќ за потоа ако некој сака да има свој нод, истиот нема да има потреба да има компјутер, туку вие практично имате Anchor нод кој што потоа они го пренаменуваат и го позајмуваат на некој друг да има на него Avalanche нод или Ethereum нод и така натаму. Така да според тоа што успеав да го разберам, тоа е уствари идејата на овие нодови кои што моментално ги имате на Anchor протоколот и нормално спецификациите за истите ќе ги најдете во нашето видео во дескрипција, во линк каде што ќе може да најдете се што ви е потребно за да имате ваков нод. Еве гледате овде дури и самото ви пишува дека овој нод матично е на Ethereum. А понатаму, значи и во самата дескрипција на тоа што представува овој проект е токму тоа, дека една од идеите покрај тоа што има стейкинг на сите да речем различни протоколи, овде ќе имаше уште една идеја дека практично само се да го најдам тој дел ако успеам да го најдам, каде што види различни DeFi сектори како што кажеме, SushiSwap, сите овие се различни блокчейни, каде што практично позајмуваат компјутерачка моќ од други да речеме центри кои што немаат потреба од истата, нели вие правите нод и истите ги даваат на оние блокчейни каде што има потреба да речеме да се направи нод. Во оваа ситуација на приватни лица или директно на самиот протокол, затоа што гледате дека вие како протокол може да им пристапите и да барате од нив да ви направат одредена апликација, така. Сега тоа е во однос на неговата апликација, би рекол, значи детално толку можам да објаснам со моите да речем основни познавања во блокчейн, но на некој начин една работа која што би рекол дека е доста промашена во целиот овој протокол е фактот дека нема use case за нивниот токен. Значи нема, зошто? Во било кој од овие односно во некој од половите кои што успеавме да видиме, има дел од токенот кој што моментално се користи, само да ги најдам истите, овдека може да видиме дека има дел од овие, да речам, како што кажавме, тоа се коини кои што се добиени со стейк или пак кои што се wrapped. Но генерално
не е толку потребен како токен, сакам да кажам, значи според тоа што успеав да го видам, гледаме дека функционираат и без тоа. Значи вас не ви е потребен Anchor токен за да направите стейкинг на овие, да речем, кои што ги има нодови овдека за liquid staking или за стейкинг генерално. Сакам да кажам дека тоа е една голема грешка која што има и дури кога конечно ќе го направат сопствениот Layer 1 кој што го планираат овдека, потврдено повторно од нашиот development team, е буквално моментот каде што конечно Anchor како токен ќе почне да се користи за fees или за услугите кои што ги обезбедуваат. За сега Anchor не е, би рекол, многу голем фактор во целата оваа приказна. Тука и тоа што да речеме на некој начин мене ме буни. И сега во однос со токеномија ќе поразговараме за тоа, нели, како изгледа нивната ликвидност, како изгледа се што моментално имаме во овој проект. Првата работа што можеме да забележиме е дека Anchor протокол, како што веќе кажавме, во делот на економија, на токеномија, значи дали има real world asset застапеност, како што видовме, нема. Односно можеме да видиме Anchor дека како проект, како протокол нема ниту една, нема ништо токенизирано на ваквиот, би рекол, паралелен блокчейн или недиректен блокчейн. Да, исто така овде ќе имаме само две вести кои што треба да ги спомнеме во однос на фундаменталната анализа, како што одиме поред нормално на табовите. Значи кои се единствените вести кои што успеавме да ги најдеме? Првата, која што е доста позитивна, е фактот дека Anchor ќе биде уствари и протоколот кој што ќе помага за реализирање на Cardano Midnight Parallel Chainот. Значи Midnight е партнер Parallel Chain, како сакате, на Cardano, кој што ќе занимава со приватност. Односно блокчейн кој што ќе има, така речено, ако сакате на Cardano екосистемот да имате било каков тип на приватни трансакции, тоа ќе може да го направите на Midnight блокчейнот. Каде што, како што видовте овдека, тоа што кажа нормално и од во оваа ситуација нашиот development team, од Дуле, значи истите, како што видовме овдека, RPC, така, еве го моментално, истото се поклопува со истата услуга која што ќе ја Remote Procedure Call, која што ќе ја креира или обавуваат и за овој блокчейн директно од Anchor мрежата. Така да, на некој начин, они ќе бидат еден од клучните технички моменти за да може да функционира овој протокол, а знаеме дека како таков, значи самиот Чарлс Хоскинс го утепа од фалење и се чека истиот да биде лансиран. И исто така видовме дека и во Ethereum, значи како што може да видиме овдека, ова е доста ново, 24 јули, само пред неколку дена, значи пофалва, така речено, дека еве го тоа што рековме, Decentralized Cloud and Staking Tech. Значи тоа е едноставно или депонирате технологија, односно одредена количина на хардвер кој што не ви е потребен за да се направат нодови, така, или пак од друга страна имате, нели, стейкинг нодови, односно delegated proof of stake нодови, кои што, да речем, помагаат на овие мрежи кои што се на некој начин поврзани со Anchor. Како и да е, значи гледаме дека во овој дел на вистина има место, да речем, на самиот првенствено Ethereum, а потоа и на останатите блокчейни како екосистем, но пак ќе кажам, сега за сега некоја голема популарност овој проект нема. Ова се единствените, да речем, од фундаментална анализа, вести кои што успеавме да ги најдеме за него. Можеме сега накратко да направиме техничка анализа пред да продолжиме со понатамошната анализа на овој проект. Као што можеме да видиме, истиот е уште, погледнете, од ова е март 2019 година, тоа е ефективно крајот на bear маркетот во 2019-2020 година, со тоа што во овој bull маркет, последниот од 2021 година, гледаме дека навистина направил солиден раст, погледнете, значи станува збор за 27.000%, нормално пак ова е од самото дно, не верувам дека луѓе успеале тоа да го реализираат, но станува збор за многу голем напредок во претходниот bull маркет. Со тоа што моментално се наоѓаме во една макро триаголна формација која што е поддржана од претходните, како што може видите, cup and handle, ова е самиот почеток на чартот, и моментално гледаме дека во неколку наврати се формираат и долната и горната граница на овој триаголник, со тоа што основната, како што можеме да видиме, структура потекнува од оваа мерка, би рекол, за тоа колку очекуваме од оваа формација да експлодира цената, со тоа што било каде во овој регион да експлодира цената, ние би очекувале потенцијален врв во следниот bull маркет од околу 50 центи, со тоа што овдека ќе маркираме 50 центи, затоа што најчесто тоа е и доста јака психолошка бариера. Јас ставив $50, добро, не баш.
можеби $50 во некој иден bull market, а од друга страна ако повлечеме FIB од претходниот врв до ова дно кое што го постигнавме во овој циклус, можеме да видиме дека тоа се соодветствува со втората мета на FIB поставен нели во нагорна линија. Така да, пак ќе кажам, ова е коин кој што е во на некој начин апсолутно дно, скоро и да нема каде да се движи веќе надолу. Од друга страна станува збор за екстремно мал маркет кап, значи кога ќе правиме техничка анализа, тоа мора да се спомне, има само $178 милиони маркет кап. Наспроти тоа претходно гледаме дека истиот бил 10 пати поголем по маркет кап, кога ќе споредиме во однос на цената. Она што мораме да го напоменеме е дека генерално овој е од оние проекти кои што се уште не ни почнале да се движат во овој bull market и верувам дека дури откако истиот ќе пробие над оваа триаголна формација, можеме да разговараме за ефективно bull market. Сега истиот се уште е во ефективен bear market. Оваа тренд линија е уствари bear трендот кој што мора да го скрши за да можеме да разговараме за bull market за овој проект. Но во, би рекол, периодот кој што доаѓа, не забравяйте, имаме ситуација во која што голем дел од овие проекти доправа ќе добијат сила. Дополнително можеме да видиме дека MACD само што не успеал да направи обрт за следен почеток на bull тренд. RSI се наоѓа на 43, стокара се на 9, значи на месечно ниво индикаторите се екстремно ниски, екстремно препродадени и пак ќе кажам, не велам дека проектот е лош, но можам да кажам дека интересот за проектот е екстремно намален. Затоа и гледаме и луѓето едноставно не се заинтересирани за купување на овој токен, посебно да се навратиме уште еднаш да повториме дека токенот самиот по себе не е екстремно поврзан и не е екстремно битен за да функционирате на самиот Anchor како вебсайт, како услуги и така натаму. Втора работа која што можеме да забележиме што е екстремно позитивна е фактот дека имаме 10 милиарди токени и истите комплетно се пуштени во употреба. Односно не постои веќе vesting schedule, постои само инфлација. Инфлацијата ја дознавме според наградата која што има за стейкинг, а тоа е 2,87%. Значи дека се очекува дека оваа инфлација ќе се зголемува понатаму, бројот на токени за 2,87% на годишно ниво, со тоа што според најголемите новчаници кои што ги гледам овдека не е добро регулирано, за жал, повторно имам истиот проблем. Потенцијално ова е трежери на Anchor кои што можеби се уште го користат за распределување на staking reward, затоа што ако имавме инфлација, ефективно ова ќе немаше да бидат 10 милиарди, ќе беа 10 милиарди и 227 милиони на следната година, така. Но за сега немаме промена во оваа ситуација, така да голема веројатност дека се уште имаат токени на страна во трежери кои што ги користат за награда на во оваа ситуација зборуваме на оние кои што прават стейкинг. Нормално ова е веќе дел од економијата, екстремно мал проект, ова е микропроект во однос на како ги распределуваме. До 1 милиарда станува збор за премногу мали маркет капови. Пак ќе кажам, не велам дека проектот е лош, но не гледам некоја голема заинтересираност за истиот. Друга работа која што можеме да забележиме е во тоа што го имаат на нивната страна, што гледаме дека е конкретно точно, односно можеме да видиме дека ликвидноста која што ја покажа од само да видам овдека беше или на првата страна само момент. Значи во ликвидноста која што покажа гледаме дека се точни. 62,9 милиони долари ликвидност, овдека е нешто малку помала, 60 милиони. Значи ова е на некој начин како ние правиме проверка, така. Не е само да некој запише на нивната страна, нормално се до тоа треба да се провери, а во блокчейн тоа се проверува многу едноставно, затоа што имате така речено параметри, страни, индикатори кои што може тоа да ви го потврдат. Значи тоа е првата работа која што ви учи блокчейн. Don't trust, verify. Така да овдека DeFi Llama, како што може да видиме, регистрира околу 60 милиони долари ликвидност во однос на DeFi секторот, како што кажеме, пуловите, сето она што го обезбедува за стейкинг, со тоа што еден голем хак кој се случи во декември 2022 година го направи малку непопуларен овој протокол, но гледаме дека закрепнуваат полека од хакот кој што се случи во 2022 година, беа од некаде околу 5 милиони долари одземени од ликвидност и како што може да видите, станува збор за најголема ликвидност на Ethereum, потоа Flow и нешто помалку на Binance и на Avax и на Phantom, затоа што не забравяйте Phantom е веќе Sonic. Како и да е, значи тоа е во однос како е распределена ликвидност, затоа што ова е блокчейн кој што има повеќе блокчейни кои што функционираат заедно со него. И кога би го споредиле, погледнете, за жал станува збор за екстремно мала ликвидност, затоа што вас не би менува ништо ако ви речем 60 милиони, но ако го споредиме со најголемите протоколи кои што имаат по неколку, па и десетици милиарди долари ликвидност,
сваќате колку е мал овој проект во однос на ликвидност, но повторно, главната цел на овој проект не е ликвидност, не е DeFi, но пак би било убаво чисто да го видите тоа, еве каде се наоѓа во однос на оние 60 милиони кои што ги има, погледнете. Значи се убивме од скролање за конечно да го најдеме, еве овде треба да е Anchor протокол, со тоа што погледнете, не гледам некој Супра, и тоа е стейкинг на Супра, ова не е Супра, не гледам некој битни, да речем, или познати, би рекол, проекти, што значи дека неговата ликвидност е екстремно мала, но повторно пак ти кажам, главната цел не му е DeFi. Како и да се потврдува тоа што го кажуваат самите дека имаат, така речено, нели, соодветна количина на ликвидност во однос на DeFi. Сега, друга работа која што ќе ја проверуваме од сега е Arkham, затоа што кога ги проверуваме проектите, ни даваат што моментално поседува самиот проект, односно во оваа ситуација, верувам дека тоа е нивното трежери. Каде што гледаме дека истите поседуваат само 5%, со оглед на фактот дека тоа е 10 милиарди долари вкупната количина на токени, они имаат 434 милиони Anchor токени, тоа значи дека поседуваат само околу 5% од вкупната количина на токени на нивниот трежери. Ова малку нејасно, се обидувам да разберам дали можеби не е соодветно информацијата земена или пак ова е само можеби не е трежерито. За жал нема доволно информации, побарав едноставно нема. Но она што можеме да го видиме дека има неверојатни 2 милиони BNB токени, што е еднакво на 1,74 милиарди долари во BNB токен. Сега, дали они имаат направено на некој начин, се обидам да разберам зашто е ова вака, искрено да кажам право, но гледаме дека самиот протокол има соодветна ликвидност, има соодветна количина на капитал на истиот, како трежери, како ентитет, и тоа не е лошо. Значи, кога имаме големина на капитал, значи дека истиот има капитал со кој што може да функционира, така да тоа е секогаш позитивно. Нормалното економист нема да најдеме ништо, затоа што Anchor протокол, што ги кажавме, е целосно алоциран, тоа го видовме и на самиот CoinGecko. Тоа што можеме да го најдеме во однос на неговата диверзификација, можеме да го најдеме на, само секунда, на CoinMarketCap. Со тоа што истата ситуација, рекова веќе се наоѓаме овде, тоа би било децентрализација, односно дали имаме целосна децентрализација на овој проект. За жал нема соодветни информации, сега ќе ви покажам и зошто. Значи ние имаме проблем овдека затоа што можеме да видиме дека истиот се наоѓа на неколку мрежи, се сеќавате, значи истиот е достапен на неколку различни мрежи. Само секунда. Како успеав? Само момент. Значи рековме 100 rich list на Anchor протокол. Веднаш ќе го најдеме. Има некаков проблем со страна, јас не можам да разберам зошто. Значи CoinCarp најчесто ја користиме за децентрализација на новчаници, каде што може да погледнете како изгледа најбогатите 100 новчаници на овој блокчейн. За жал на Ethereum, на матичниот блокчейн, како што можеме да видиме, количината е 0. Значи, навистина не можам да разберам зошто е тоа така. Не можам да сватам затоа што не ни дава никакви информации, како да не постои блокчейнов. Немаме апсолутно никакви информации. На Binance имаме некои информации, но повторно, знаете дека овдека најчесто има табела. Solana нема исто така никакви информации, а на Binance оно што можеме да го видиме е поглед. 50% од токените се на една адреса, 30% на друга. Невозможно. Значи не верувам дека е такво нешто. Зошто? Затоа што ако погледнеме моментално на CoinMarketCap, кој што исто така ни дава некои, би рекол, делумни информации за неговата диверзификација, во однос на адресите кои што се регистрирани. Веле, од вкупната количина на адреси, 95% од адресите држат од 0 до 1000 долари вредни токени во Anchor. Тоа значи екстремно голема диверзификација. Се разбираме? Затоа што имате 95% од вкупната количина на токени, тоа се 9,5 милиарди токени, се наоѓаат во новчаници кои што имаат само до 1000 долари вредни токени. Тоа е екстремно голема диверзификација, тоа е одлично. Но следно е, ја не можам да разберам зашто вака е, стварно. Многу збунувачки, погледнете сега. А од друга страна, на истава страна ни вели. Имаме 58% вкупната количина на токени на пазарот, кои што се наоѓаат на новчаници кои што имаат повеќе од 1% од вкупната количина на токени. А 1% од 10 милиарди е, така речено, 1 милион. И сега, ако имаме 1 милион токени, тоа е дефинитивно повеќе од 1000 долари. Така. И затоа вела малку е чудно се тоа, но како и да е, тоа е проблемот. Некој од овие протоколи, ја гледате, 6 години на пазарот, нема соодветни информации или пак
има некаков проблем со странава, затоа што гледаме дека се случува на многу различни проекти. Така да не можам да ви дадам точно да речам соодветен одговор за децентрализацијата, затоа што истиот го нема. Едноставно оние индикатори кои што постојат да ги користиме за да утврдиме каков тип на децентрализација има и дали постојат големи ентитети со големи количини на токени, за жал го нема. Дополнително имаат и свој Explorer, тоа исто така битно да се спомне, каде што може на сите овие блокчейни, без разлика значи каде ви се наоѓа трансакцијата, од кој на кој блокчейн, ќе може да најдете доколку е инициирана преку Anchor протокол. Повторно се враќаме на кратко на токеномија, каде што ги најдовме на 94-то место по активност, каде што гледаме дека се уште се активни во развивање на сопствениот протокол. Значи, иако станува збор за екстремно мала количина на скрипти, но можеби толку им е потребно, не заборавајте, они немаат свој блокчейн, ова е токен, така да на некој начин они функционираат како паралелна мрежа која што нема толку потреба од надградување на сопствениот, би рекол, мрежа, така речено, која што постои Anchor. Така да во оваа ситуација пак, значи тоа е разликата што зборуваме дека некогаш некои проекти нема толку потреба од активни девелопери и затоа можеби ова и не е толку страшно. ОК се децентрализирана менувачница, да видам дали има уште некој што ќе го преме. Compound е DeFi проект кој што гледате дека нема скрипти, но постои, функционира. OneInch представува исто така DEX кој што функционира и е доста познат. Kava е голем проект, Holo, Holochain познат. Добро, ова не е интернетна класа. Како и да е. Сакам да кажам дека некои од овие проекти, како што е на пример и самиот Anchor, не значи дека не се добри затоа што немаат скрипти, едноставно немаат потреба од скрипти. Дополнително тоа можеме да го потврдиме и во однос на бројот на девелопери. Погледнете, има 0 full-time девелопери во овој момент. Во претходните, да речем, bull маркети, како што гледаме, дошло до овие well-established или добро утврдени девелопери на нивниот блокчейн да стигне и до 15. Но сега, за сега гледаме дека full-time девелопери скоро и да нема. Најголемиот дел од нив се активни, да речем, од време на време девелопери кои што помагаат во однос на самиот протокол, што значи дека ако го споредиме со другите има екстремно мала количина на активност во однос на самиот блокчейн. Како што кажавме, има, како што гледате и сами, со илјадници девелопери, различни типови на блокчейни, но пак ова зависи од тоа што се обидува самиот блокчейн да направи. Со тоа верувам дека и ги одговоривме сите прашања, само на кратко ќе провериме дали се сме одговориле се. Да, активен roadmap и зрелост на пазарот најчесто ќе ги задржиме за следното видео, каде што сите овие проекти до сега 105 заедно со Anchor протокол ќе ги реализираме повторно и ќе направиме, да речем, осврт на тоа што се случувало во меѓувреме, како биле нивната надградба, дали има веќе активен roadmap, на каде се движи, што има во однос со самиот roadmap. Така да очекувате дека тоа ќе биде главната цел на второто видео кој што ќе го правиме за сите овие проекти во bear маркетот 2026-2027 година. А во меѓувреме мислам дека одговоривме се во однос на проектите кои што му се конкуренција, кои што реално ги нема, значи станува збор за доста уникатен тип на проект, реално дека не може да има апликација од реалниот свет, затоа што пак апликација од реалниот свет не може да направат модули, мора да биде блокчейн технологија. Техничка анализа направиме, фундаментална анализа. Вестите кои што ги имавме се само тие две, не може да најдеме нешто ново. Партнерство, ова би било пак партнерство со Cardano, со оглед на фактот дека ќе соработува на Midnight. На менувачите кои што е достапен, тоа е исто прашање кој што треба да го одговориме, тоа може да го најдете на CoinGecko, ево. Значи ова се на некој начин погледнете. Нема каде не е достапен, тоа е кога коинот е доста постар, значи буквално може да го најдете на сите поголеми, да речеме, менувачници, еве гледате сами, и на помали, и на дексови, нема каде не може да го најдете, така да тоа е позитивно за него. Но пак ќе кажам, кога некој кој е малку подолго на сцената, нормално дека има подобра интеграција со поголем дел од менувачиците. Поврзано со кривични судски случаи, за среќа нема, тоа е позитивно. Тип на блокчейн рековме дека нема, објаснивме, делов со залихава дефинитивно го објаснивме, за жал не можеме да зборуваме повеќе за децентрализација, поради некоја причина CoinCarp не функционира соодветно и на CoinMarketCap би рекол информациите се доста контрадикторни едни на други. Активни девелопери спомнавме и со тоа верувам дека го завршивме видеото за денес. Се надевам дека уживавте. Пак ќе кажам на крај лайк, шер, subscribe, комент. Помогнете ни оваа материја да достигнеме до што повеќе македонци. Поздрав и се гледаме во следното видео.